Лоша вест за рударите од Пробиштип. Угледното лондонско специализирано списание Metal Bulletin објави дека Индоминерали, кој што е сопственик на Пробиштипскиот рудник, не е во добра состојба. Рударската компанија за олово и цинк Индоминерали и метали, партнер на компанијата Бинани Груп, треба да се појави во судот во Велика Британија следната недела по добивањето на петицијата за ликвидација од страна на HB приходи и царина. Ова би можело негативно да се одрази во работењето на рудникот Злетово, а досегашниот застој во работењето некои веќе го поврзуваат со опишаната состојба. Потврда за ова е и признанието на менаџерот на Индоминерали за Македонија, кој во последното интервју за Утрински самиот спомена дека во еден период сметката на рудникот во Пробиштип била блокирана. Како ова се толкова од синдикалниот лидер Тодор Гацов, денес не успеавме да добиеме одговор, зашто денес на нашиот повик тој не одговараше. Претплатникот не е достапен. Ве молиме, бирајте подоцна. За коментар, денес го немаше ниту градоначалникот Тони Тоневски, кој исто така не одговори на нашиот телефонски повик. Како и да е, неизвестност веќе се пластика и сите 500 вработени рудари, но и нивните семејства. Дали ова ќе доведе во прашање многу проекти во Пробиштип, кои досега беа планирани, сметајки на месечниот дел од концесијата од рудникот. Во меѓувреме, локалната самоуправа на Пробиштип се обидува да го рационализира работењето и да ги намали трошоците. Значи ли ова дека локалната самоуправа повеќе не смета или барем не е сигурна во приходите од концесиите на рудникот? Одговор немавме ниту на ова прашање. Сепак, можеби и се нема да биде неизвестно за рудникот и рударите во Пробиштип, но некој од надлежните во врска со ова треба да се произнесе.